Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Бог е верен. Јас не знам колку долго ќе треба да чекаш, но јас знам дека Бог ќе ти одговори. И јас знам дека ти можеш да уживаш во чекањето, ако само си го подобриш однесувањето. Не бидете изненадени кога минувате низ различни нешта. Бог ви помага да раснете. Може би нема да му благодарите сега, но еден ден, кога ќе погледнете наназад, а јас гледам наназад и му благодарам на Бог за најтешките нешта низ кои сум минала во мојот живот. И некои од местата каде што Бог ме ставил биле само како христијани сме правеле нешта и сме се однесувале спрема другите на начини кои што не биле правилни и јас не разбирав зошто сум таму. И знаете што? Јас не научив што треба да правам. Јас научив што не треба да правам. А понекогаш единствениот начин на кој што ќе научиш да не ги злоупотребуваш другите е да бидеш самиот во ситуација каде ти си нефер злоупотребе. Ајде, и потоа вие учите затоа што знаете какво е чувството. Вие не знаете јас ни што се сум требала да поминам за да можам да ви помогнам на вас денес. Се шалам. Не толку, но... Јас сум толку среќна сега за се што сум поминала. Дури моето детство. Не може ни да ми биде жал за тоа, затоа што сето тоа е дел од тоа која сум денес. Јов чекал, Рута и Естира чекале. Јас чекав. Јас чекам за некои работи и сега. Колкумина од вас чекаат на нешто? Добро, јас не можам да сторам нешто за вашето чекање, но ако навистина ме слушате, можам да ви помогнам да уживате во животот додека чекате. Тоа е клучното. Јас можам да ви помогнам да уживате во животот додека чекате. И луѓе, колку тоа го лути ѓаволот. Јован 10:10. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да уништи. Но Исус рече, јас дојдов. Ми се допаѓа тоа, тоа го уништува целиот план на ѓаволот. Јас дојдов. И ние не треба да речеме ништо повеќе. Јас дојдов за да имате и да уживате во животот и да го имате во изобилие, толку полн што прелива. Зошто не го наутите ѓаволот за тоа што ќе почнете да уживате во вашиот живот? Јас зборувам за тоа како да уживате во едноставниот, секојдневен живот. Едноставен живот. Ако само можеме да успориме доволно за да го распознаеме Божјето присуство, и може би некои од вас не ни знаете зашто зборувам, не знам, но има едно видно присуство на Бог кое вие можете, а јас нема да кажам да почувствувате, но можете да го разликувате, можете да го препознаете. Го знаете во вашето срце. Бог е со нас секогаш, но само кога успориме доволно за да го распознаеме тоа, тогаш уживаме во Него. И кога Библијата вели, радувајте се во Господа, има толкава радост длабоко во тебе и некако духовно чувство кое ти доаѓа, без разлика колку се големи твоите проблеми. Ако ти можеш да минуваш време со Божјето присуство и знаеш дека тој чекори со тебе, тоа надминува се останато што се случува во твојот живот, затоа што ти едноставно знаеш дека тој ќе се погрижи за тоа. И на некој начин, некако, некој ден, кога тој е добар и спремен, тој ќе се погрижи за тоа. Ние сите чекаме на нешто, но не можеме да го натераме Бог да ни каже кога ќе дочекаме. Уште колку Боже, ќе треба да издржам вака. Кога ќе го промениш мојот супруг? Јас не зборувам за мојот маж, тој е совршен. Барем тој си мисли дека е. О, да, знаете што?
Дејв е специјален човек. Ке има посебен оддел во небото каде што ќе живее само тој и Бог. Јас го прашав Дејв, затоа што едноставно сакам да зборувам со луѓето за овие работи. Јас реков, која е твојата најголема слабост? И тој не можеше да се сети на ништо. Што е со тоа? Тоа не е, мислам, тој знае дека има слабости, но Дејв едноставно се му оди во животот. Дело тоа е неговиот карактер, но тој едноставно, тој воопшто не е несигурен во себе си. Нему воопшто не му е гале што другите мислат за него. А така кога јас реков, која е твојата најголема слабост? Причината зашто тој не знае затоа што тој не се фокусира на нив. Тој не се фокусира на нив затоа што си мисли, Бог ме познава. Тој знае што е правилно и тој знае што е неправилно. И јас му верувам дека тој ќе се погрижи за нештата. Е тогаш животот станува сладок. И сега ако ме прашаат мене, која е твојата најголема слабост? Јас можам да ги именувам. Затоа што јас се обидував толку многу да се променам. Ајде, ме сваќате. Јас се обидував. И се обидував. Боже, што ти сакаш јас да направам? Ние си мислиме дека ако ние направиме нешто, се ќе се смени. И знаете што е одговорот? Тој сака да му веруваме, да чекаме на него со добар став. Да, но што сака тој јас да направам? Ние не можеме да не правиме ништо. Ние сме човечки дела. Ние сме човечки суштества. Ох, мој Боже. Дела 1 од 6 до 7. Кога тие се собраа заедно го прашаа, Господи, во ова време ли ти ќе го востановиш царството Израелово? Тој им одговори, не е ваше да ги знаете времињата или часот што Отецот ги поставил во својата власт. Зарем можете да верувате, има некои нешто кои што ти едноставно не треба да ги знаеш. Ти не треба да знаеш се. Ајде, кажи му на некој до тебе. Ти не треба да знаеш се. Не ви требаше толку многу време да го кажете тоа. Гледате ли какви сте? Јас ви дадов само малку слобода и вие се изгубивте правејќи си се по свое. Сега морам да се обидам да ве вратам. Добро. Лука, 18 глава, 1 стих. Тој им кажи една парабола за тоа како е потребно секогаш да се молат и да не паѓаат со духот. Тој рече, во некој град имаше еден судија, кој од Бога не се плашеше, ниту од луѓето се срамуваше. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него велејќи: заштити ме од мојот противник. Но тој за долго време не сакаше. Најпосле си рече во себе: иако од Бога не се плашам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир. Ајде, мислам, јас му имам кажано на Бог дека јас нема да замолчам. И дека ќе продолжам со ова, се додека не видам промена. Кажи му на Бог дека нема да се откажеш. Тоа не значи дека си груб. Таа продолжи да доаѓа кај него велејќи: дај ми правда. И некое време тој одбиваше, но подоцна си рече на себе си: иако од Бога не се плашам и од луѓето не се срамувам, но бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, јас ќе ја заштитам за да не доаѓа повеќе и да не ми додева.
И рече Господ: чујте што зборува несправедливиот судија. Зарем Бог нема да ги одбрани своите избраници, што викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави? Ви велам, ќе ги одбрани набрагу. Но Синот човечки, кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Хајде, ова е подобро од она. Тоа ни кажува толку многу, затоа што знаете што вели. Ти само гледај да останеш во верата, да продолжиш да веруваш и дозволи ми јас да делувам. Се додека ти веруваш, Бог работи. И ќе ви кажам во што треба да останеме подолго. А јас го правам ова доста време и ми има навистина помогнато кога чекам на нешто и почнам да размислувам за тоа колку време веќе поминало. Знаете, мојот мозок почнува да станува негативен и јас ќе речам гласно: Бог делува, Бог работи. И тоа ми помага затоа што е вистина. А знаете, кога имате пробив во животот, Бог не почнал да работи на тоа преку една секунда. Бог работи во твојот живот сега. Тој ги има слушнато твоите молитви. Тој работи на твојата ситуација. Но особено кога се молиш за други луѓе, ти немаш контрола на тоа колку време ќе им треба за да го слушнат Бог. Евреи 11 стих 1 и стих 6. А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме. Но запомнете, што е надеж? Тоа е позитивно очекување дека нешто добро ќе ми се случи. Така, верата е тврда увереност во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Верата е за оние моменти кога не гледаш ништо, кога не се чувствуваш добро, кога имаш прашања за кои немаш одговор. И верата не е работа на срцето. Верата може да верува дека Бог делува и дека нешто добро ќе се случи, дури кога се околу нив изгледа сосема спротивно. Може би ние треба само да се ослободиме и да имаме некакви инструкции за неколку недели како да се вратиме на едноставна вера. Јас му верувам на Бог. Знам дека некогаш нема смисла, но јас му верувам на Бог. Јас верувам дека Бог делува. Нешто добро ќе ми се случи. Ова ќе се смени, затоа што јас ќе продолжам да додевам на Бог се додека тој не стори нешто. Ајде, мислам, Лука 18. Само погледнете го начинот на кој што е напишано. Тоа е за молитва. И мене ми се чини дека Бог ни вели да му додеваме. Ајде, само продолжи. Тој рече: ако неправедниот судија конечно и го даде на таа жена она што го барала, тој немал страф од Бог, не ги почитувал луѓето. Тој бил злобен и неправеден, но само затоа што таа не замолкнувала. Ајде, колку од вас жени ве овде сте добиле нешто од вашиот сопруг, само затоа што не сте замолкнале? Јас имам добиено. Ајде сега. Значи, разбирате. И тој вели: кога ќе се вратам назад, ќе најдам ли вера? Не знам, може би некој од вас сте требале да дојдете овде денес само за да биете подсетени да си ја разгорите верата повторно. Секако вие сте изморени, полни сте со грижи. Работите напорно, сте му верувале на Бог и сте чекале толку многу што ви се чинело како цела вечност за тоа дете да се промени, или за вашите финанси да се променат, или вие да се промените, или што и да е. Но јас сум овде да ви кажам, јас сум била на вашето место, сум го поминала тоа и се уште понекогаш поминувам низ тоа во различни сезони и различни времиња. И јас ви велам, според Божиот збор, од моје искуство и од искуството на многу други, дека Бог е верен. Јас не знам колку долго ќе треба да чекате, но јас знам дека Бог ќе ви одговори.
И јас знам дека вие можете да уживате во чекањето само ако малку си го смените вашето однесување. Вие велите, па што да направам кога така се чувствувам? Можеби не можеш да направиш ништо, но ти можеш да си го контролираш однесувањето. А знаете од каде знам дека можете? Затоа што Библијата вели дека ние имаме само контрола. Само контрола значи дека можете да се контролирате себе си, ако во случај не ви беше јасно тоа. Но без вера е невозможно да му угодиме на Бог, зашто кој му пристапува на Бога мора да верува. Две нешта. Дека има Бог и дека тој е оној кој што ќе не награди. Ајде. Тој е оној кој што ќе ги награди оние кои упорно го бараат него. Хајде, имате благослови кои доаѓаат. Бог работи во вашиот живот. И знаете што? Ѓаволот можеби ќе дојде против вас и можеби дури ќе успее да ве удри неколку пати, но тој нема да ве победи ако ти и Бог работите заедно како тим. Едноставно тоа нема да се случи. Хајде, успорете доволно за да почнете. Знаете што? Кога ќе впиете доволно од Божјето присуство, тоа ве прави силни. Помазанието над вашиот живот расте. Ти му веруваш на Бог. И јас искрено мислам дека самото тоа да успориме може да направи толку голема разлика во сите наши животи. Не разбирате? Сакам да сум сигурна дека го разбирате ова. Не знам за вас, но јас сум уморна од брзање. И не ми спомнувајте, побргу, Джойс, побргу, ајде. Јас не сакам повеќе да слушам за тоа. Тоа значи дека јас треба да престанам да му го велам тоа на Дејв. Предпоставувам. Ајде, Дејв, ајде, ќе задоцниме, а потоа ќе речем, ти немаше да доцниш ако одеше на голф. О, да, јас сум се уште малку така зборлива. Прочитав една изјава минатиот ден која беше токму за мене. Еве што вели. Навистина ми треба еден лежички полицаец помеѓу мојот мозок и мојата уста. На колку од вас им треба еден таков исто така? Потоа пред некој ден мојот син беше на шопинг и ми пише: "Мамо, ти купив нова мајца." Јас се почувствував толку топло и сладко и си помислив: "О!" А потоа тој ми прати слика од мајцата. Тоа беше една црна мајца на која со големи бели букви пишуваше: "Ако мојата уста нема да го каже тоа, моето лице ќе го покаже." О, да. Моето семејство мислат дека сите се многу шеговити. О, Господи, и сега што? Што сакам да направам сега? Знаете, кога чекаме, ние сме искушувани. Имаме многу искушенија кога чекаме. И сме искушувани сами да направиме нешто да се случи, а тоа е најверојатно непознатото искушение. Да се обидеме самите да направиме нешто да се случи. Кога Авраам и Сара чекаа, се изморија чекајќи, и така Сара добива една сјајна идеја, и Авраам и се придружува. Таа одлучува дека ако веќе не забременува, тогаш ќе му дозволи на Авраам да има втора жена. Мислам, уште од почеток тоа е глупава идеја. Не, мојот маж си е само мој. И не смееш ниту да го гледаш премногу долго.
Која би му дала на својот маж втора жена? Како и да е, се обидуваме да ги завршиме нештата самите. Друг проблем е едноставно да се откажете. Колку пати во вашиот живот сте му рекли на Бог, се откажувам. Ајде, ох Боже, се откажувам. Тоа нема да направи тој да те сожали. Па јас едноставно се откажувам. Го надминуваш тој и почнуваш повторно од почеток. И додека чекаш, ти си искушуван да се налутиш на други луѓе кои не минуваат низ тоа што ти го минуваш. Љубоморен си на луѓе кои изгледаат како никогаш да немаат никакви проблеми во животот и се изгледа како да им е полесно. Ти си болна цело време, а твојата пријателка не е имала ниту една настинка изминативе 7 години. И ти ја сакаш неа со љубовта Христова, ама таа толку многу те нервира. Сите го разбирате овој дел, нели? Проповедник 7:8 вели: подобро е кајот отколку почетокот. Па Незија иритира токму ова. И трпеливиот во духот е подобар отколку гордиот. Ајде да го сватиме тоа. Трпеливиот во духот е подобар отколку гордиот. Што прават гордите? Гордите се обидуваат да земат контрола над нештата и самите да направат нешто да се случи. Но трпеливите чекаат на Бога. Јаков 1:4. Но нека трпеливоста има совршено тело за да биете совршени и потполни, без никаков недостаток. Во животот секогаш ќе постојат нешта кои не ви се познати. И ако сакате да имате мир и да уживате во вашиот живот, треба да го оставите тоа обидување и да сватите се. А како прво, ние никогаш нема да го сватиме Бог, затоа што тој прави некои работи. Мислам, јас се уште не сум го сватила ова и го читам ова со години. Кога тој плукнал на земјата и направил мали тортички од кал, плукнува и го мачка тоа на очите на слепиот. Исусе, тоа не звучи многу фино, ниту фино, тој плукнал на земјата. Потоа тој му рекол на слепиот човек да оди да се измии во некој базен со вода и тој се вратил и прогледал. Знаете, понекогаш Бог прави нешто многу чудно, само за да види дали ќе му веруваме и ќе се придружиме. Мислам, тоа не може да биде ништо друго освен Исус сакал да провери дали тој човек ќе му верува и ќе отиде и ќе го стори она што тој му го рекол. Хајде, може би ти си го испуштил твоето чудо, или јас сум го испуштила моето чудо, само затоа што не сум се понизила себе си да направам нешто што изгледа глупаво и јас не сум го разбрала. Се обидувам да завршам овде, но навистина се забавувам. Зашто моите мисли не се твои мисли, ниту твоите патишта не се мои патишта. Како што небото е повисоко од земјата, така и моите патишта се повисоки од твоите патишта и моите мисли се повисоки од твоите. Дозволете ми само да ве потсетам дека Бог работи во вашиот живот. Ви велам, ако сте молеле молитва со вера, кој што е според Божјата волја, Бог работи на тоа. Хајде, не ми е грижа колку долго сте чекале. Бог работи на тоа. Ајде, подигнете ја главата, дигнете ги тие раце кои паѓаат надолу. Ставајте насмевка на вашето лице и кажете: Бог
работи во мојот живот.